Добро вечер, Дневник на Канал Плюс телевизија во 20 часот. Празнувањето на еден од поголемите христијански празници, Богојавление, е само дел од денешниот Дневник. Останете со нас во продолжение, ќе ги проследиме и останатите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Собранието на Република Македонија вчера вечер ја избра новата преодна влада. Преодната влада ќе го задржи континуитетот на целосно усвоена владина програма, истакна премиерот Емил Димитриев. Лицата со интелектуална попреченост треба да се ослободени од партиципација за лекување и после 26 годишна возраст, бараат од Сдруженијето Порака. Десетмина заразени од ВРЧ од почетокот на годината има во Штип. Епидемиолозите велат дека состојбата е нормална и советуваат овчите сипаници да се одболедуваат во детска возраст. Во сите градови и населени места во државата денешниот верски празник се одбележа со осветување на водите и фрлање на честниот крст во нив. Се смета дека оној кој ќе го улови крстот, ќе го следи среќа. Да проследиме каква беше атмосферата во Виница и Македонска каменица и кои беа највештите лица кои имаа среќа во фаќањето на светиот крст. Со кршење лед во потрага по светиот крст, најавтентична символика на светото Исусово крштевање. На -6 степени 14 млади момчиња денес се фрлија во водите на Виничка река, но духовната среќа годинава ќе го следи само еден, 19-годишниот Дејан Манасиев. Сакам на сите граѓани на општина Виница да ја посакам здраве, живот и среќа. Имаш ли некоја посебна желба годинава? Не, само здраве, живот и среќа Господ да дава. По кој пат се фрлаше? По 6-ти пат. Прва среќа е тоа? Да. По официјалниот прием во храмот Свети Архангел Михаил, за Манасиев следуваше Божиот благослов од црквата. Традицијата е, вика, порано му давааме златно ланче или крстен, но од оваа година му подаруваме Свето писмо, пат во животот. Среќата без соодветна награда од општината не може комплетно да ја долови хармонијата на духовното и материјалното. За младиот Дејан следуваше и награда компјутер. Според верувањата, кога ќе замрзнат водите каде што се фрла Светиот крст, значи дека таа година луѓето ќе имаат многу здраве и среќа. После 9 години ова се случува повторно и според верувањата исто оној што ќе го фати крстот ќе има многу среќа и здрави и успех оваа година. Сакам на среќниот Дејан Манасиев да му посакам нему и на неговата фамилија многу здрави и среќа. Ниските температури не беа пречка за виничани со своето масовно присуство да ја потврдат вербата во православието и во светоста на денешниот голем празник Водици, кој многумина го одбележуваат и како домашна слава. Во Македонска каменица 19-годишниот Гоце Атанасовски беше најсреќниот учесник кој го извади светиот крст од водите на Каменичка река. Стотици граѓани од Македонска каменица присуствуваа на одбележувањето на овој голем христијански празник Богојавление Водици. Јас сум Гоце Атанасовски од Македонска каменица. Прва година ова што рипам, имам 19 години. Што очекуваш? Здравје, среќа, беричета оваа година? Па ова повише среќа на оваа година очекувам за мене. Одбележувањето на празникот во Македонска каменица започна со утринска богослужба во црквата Успение на Пресвета Богородица, пошто беа осветени водите во Каменичка река и беше фрлен светиот крст. Традиционално за најсреќниот учесник и оваа година, општина Македонска каменица и црквата обезбедија пригодни подароци. Организирањето фери демократски избори, продолжувањето на политиките за стабилна иднина со позитивна енергија и пристап се дел од целите на преодната влада, кажа во обраќањето пред пратениците мандаторот Емил Димитриев. Димитриев ја повика опозицијата на конструктивност, нагласувајќи дека државните институции ќе дадат максимална поддршка на ДИК за реализација на зацртаните цели. Преодната влада, која ќе ја предводам, ќе го продолжи започнатото действување за реализација на изборниот процес, кој ќе биде ослободен од било какви дилеми за евентуални влијанија во изборниот процес.
Наша задача е организација на избори кои ќе бидат фер и демократски, слободни и ефикасни, а ние таа цел ќе ја реализираме. Сите државни институции ќе дадат максимум поддршка на оваа основна цел. Сите институции ќе ја почитуваат дословно реализацијата на оваа цел, кадровски, структурно и на ниво на вредност од која нема отстапување. Државните институции ќе дадат максимална поддршка во средства, кадри, ресурси, материјали и се што е означено и побарано како потреба на Државната изборна комисија за да може да работи согласно зацртаните цели. Потенцирам максимална кооперативност, соработка и поддршка на ДИК. Ја охрабрувам ДИК во својата работа да действува непристрасно, ослободена од било каков притисок, принципиелно, државнички, согласно уставот и законите, и да биде движечка сила која ќе покаже лидерство во организацијата на изборниот процес со кој ќе се гордееме како нација. Центарот за лица со интелектуална попреченост Порака, кој на истокот има своји разграноци во Штип, Виница и Македонска Каменица, бараат ослободување од партиципација за лекување на овие лица. Ова здружение кое е активно на планот на социјализација и интегрирање на лицата со хендикеп во општеството, работи веќе 5 децении. Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака минатата година одбележа 50 години постоење и активна работа. Врз основа на Републичкиот центар формирани се и центри во источниот и западниот дел од земјава. Освен во Штип, вакви центри за поддршка на лицата со интелектуална попреченост во источниот регион има и во Виница и Македонска Каменица. Во Штип овој центар брои околу 100 лица, од кои 50 се постојано активни. Целта на овие активности е да лицата бидат почесто заедно, да излезат од дома, да не ги затвараме лицата дома. Играат "Не се човече", карти играат. Наши активности и беа и остануваат и ќе продолжиме така. Повремено во текот на годината два пати, три пати во годината одржуваме еднодневни екскурзии. Ги носевме во Јоаким Осоговски манастирот, бевме во Радовиш, бевме за Доиран, правиме еднодневни екскурзии се со цел овие лица да се дружат и што можеме повеќе да ги социализираме. Не можам да кажам дека нашите членови се дискриминирани во општеството, бидејќи тие се веќе возрастни личности и граѓаните на град Штип се навикнати да ги гледаат низ градот, додава Крстева. 26 годишна возраст лицата со интелектуална попреченост, со умерена и тешка, се ослободени од плаќање на партиципација, здравственото осигурување, плаќањето на партиципацијата. Над 26 годишна возраст не важи за тие лица. Што значи дека овие лица над 26 годишна возраст, иако се истите лица, до 26 годишна возраст ја користат таа бенефиција да не плаќаат, да не учествуваат со партиципација со своји лични средства, над 26 се укинува тоа право. Ова е еден од главните проблеми со кои се судруваат овие лица. Центарот Порака исто така се залага за отворање на дневен центар, кој ќе има возможи за познавање со околината, самостојни активности, но пред се самостојно обстојување, што е посебно важно за оваа категорија граѓани. Невладината Цивитас ја продолжува својата хумана мисија. Во моментот се фокусирани на помош на малата Марија од Скопје, за која се планира хуманитарен турнир во мал фудбал, каде секој ќе може да ја потврди својата хуманост и спортски дух. За хуманитарните активности на невладината Цивитас од Штип надалеку се слуша. Благодарение на интернет порталот каде се објавуваат сите досега организирани хуманитарни акции, преку кои барателите на помош и потенцијалните донатори може да се информираат, деновиве започна нова акција. Станува збор за помош на малата Марија од Скопје, која има потреба од операција на прстите на рацете. За таа цел ќе се организира хуманитарен надпревар во мал фудбал. Кога станува збор за хуманоста, Цивитас се овде секогаш да помогне во рамките на нашите можности. Овој пат наше ново мото е да им помогнеме на малата Марија.
малата Марија има потреба од нас. Како една од првите активности кои ги презема Сдруженијето Цивита се да организира хуманитарен турнир, веќе подготовките се при крај. Еве еден апел до сите хумани луѓе, до сите спортисти кои сакаат да земат учество, може да се пријават на хуманитарниот турнир во мал фудбал на 23.1. Надпреварот ќе се одржи во спортската сала при средното општинско училиште Колен Ектенин во Штип. Сите заинтересирани може да пријават свој тим и со тоа да дадат свој личен придонес да се соберат потребните средства, кои потоа ќе бидат уплатени на жиросметките 290500 13221902 денарска сметка и 50-060-0032096.6 девизна сметка. Од Сдруженијето на Цивитас уште еднаш апелираат до сите поединци па и бизнис секторот да ја покажат хуманоста и општествената одговорност на дело, бидејќи овој пат сите сме и потребни на малата Марија. Токму затоа, освен банкарските сметки, може да се донираат и парични средства и на телефоните 077 143 705, 075 143 155 и 070 143 117. Двегодишната Марија има апертов синдром, кој е многу редок и е проследен со хидроцефалус, при што во главата се насобира течност, а има и синдактилија, односно споени прсти на рацете и нозете. Оваа појава на рацете се јавува кај еден случај на 2000 до 3000 раѓања, а во комбинација со синдактилијата на нозете, како што е случајот со Марија, се јавуваат во преку 30% од случаите. Токму затоа, за нејзиното лечење потребни се повеќе операции во клиника во Турција. Виница 2015 ја заврши со позитивен природен прираст, а 2016 ја започна со женско бебе и за 19 дена има 8 новороденчиња. Празникот Водици е ден кога и оваа година се посети првото новороденче од страна на градоначалникот. Јована Тодорова е првото новороденче во Виница за 2016 година меѓу 8 родени за непол месец. Женската среќа носи плодност, велат од храмот Свети Архангел Михаел. Првенчето во општината, инаку второ дете на Александар и Александра Тодорови, се роди во Штипската болница на третиот ден во 2016-та. Ова ми е втора рожба. Родено е на 3.1.2016 година, прво во општина Виница. Голема благодарност до општина Виница и градоначалникот. Празникот Водици веќе 7 години е одреден како ден од општината за посета и доделување на општинската награда, ваучер од 5000 денари и пакет производи за нега на новороденчето. Традиционално на Водици го посетуваме првото новороденче во нашата општина. Оваа година во фамилијата Тодорови тоа е малата Јована. Општина Виница и оваа година обезбедува ваучери и пакет производи за новороденчето и јас од името на граѓаните на општина Виница сакам да и посакам многу здравје, среќа и успех во животот на неа и на нејзината фамилија. 2015 година се родени 185 деца во општина Виница и 86 деца се родени на наши сограѓани во странство. Инаку наталитетот една од општините кои што можеме да се пофалиме дека имаме наталитет, значи имаме повеќе новородени од умрели. Јована ќе биде крстена утре, токму на својот имен ден Свети Јован, а тенденцијата на ставање православни имења на домашни светители е во пораст кај младите брачни парови. Во овој празничен дневник следи историја. Малиот Христијан, четврто дете на семејството Николови од Пехчево. Христијан е првото дете родено во Беровското породилиште годинава, а неговите родители Маријанчо и Христина се еден од најмладите повеќе дедни родители на истокот. Малиот Христијан, првото бебе родено во Беровското породилиште во 2016 година на семејството Христина и Маријанчо Николови од Пехчево, едно од најмладите брачни парови на истокот со повеќе детно семејство, веќе е во својот дом, меѓу своите сестрички Ева и Илина и братчето Благоја. Христијан е нивно четврто дете, родено е на Божик на денот на Христовото раѓање. Да, првородено бебе во Беровската општина, болница и во Пехчево исто така родено прво. Се роди 4 кила.
добро, здраво, право бебе. Христијан донесе уште поголема радост во семејството Николови. За нив децата се најголемото богатство што човек може да го поседува и апелираат до сите млади брачни парови да не се плашат, туку да се одлучат за повеќе детно семејство. Децата се најголемо богатство за сите нас и за мене. Пред се како млада мајка на 4 дечиња, мислам дека тешко е да се чуваат, но најголемата поддршка се дечињата. Финансиите се ни добри, услови имаме за живење, помош имаме, ни дава за трето дете, 10 години, па задоволни сме, немам до са проблем. Нивната скромност и љубов кон децата е она што ги води во животот и она на што ги учат своите деца. Инаку мајката Христина е невработена, своето семејство го прехрануваат со месечната плата на сопругот Маријанчо и помошта што им ја дава државата за трето дете. Од почетокот на годината до денес во Центарот за јавно здравје во Штип има пријави за 10 заболени од варичела. Епидемиолозите велат дека не се работело за епидемија и советуваат најдобро е овчите сипаници да се одболедуваат на детска возраст. Од овчи сипаници или варичела се разболуваат деца, но и 30 годишници и постари луѓе. Епидемиолозите и лекарите велат дека не паметат толку возрастни луѓе да се разболуваат од ова вирусно заболување, особено што се знае дека овчите сипаници се болест која најмногу ги напаѓа малите деца и тоа до 6 годишна возраст. Ако лани имало 76 заболени, оваа година бројката пораснала за 10 ново заболени. Симптомите за сипаниците се и доста препознатливи, вели доктор Грков. Значи се јавува екземи, промени на кожата, кои што има во налет, почнува од главата па према нозете и се јавува 4 стадиуми. Сите 4 стадиуми се присутни за време на заболувањето. За на крај, се јавува краста, која се сосуши, со чешење, кое чешење треба на некој начин да се избегне кај детето, кај болното дете, затоа што на тоа место се чешајки пренесува бактерии и може да дојде до суперинфекција, бактеријска инфекција и тоа што станува трајни промени, злобнатини. Долго време во овие краеви традиција било, кога децата заболувале од овча сипаница, родителите намерно ги мешале здравите деца со заболените, за болеста полесно да се преброди. Ако не прележе за време на детството човек, а се инфицира во постари години, дека прележува заболување слично на варичелата, кое што е многу потешко од варичелата. Затоа има една со традиција створена мерка да луѓето го носат во контакт на здравото детенце со болното дете како би прележало во детската возраст. Значи да прележе за тоа што во тој период е болеста многу полесна. Варичелата остава траен имунитет. Еднаш прележаната болест не се враќа и покрај тоа што овој вид сипаници ги има постојано, не може да се прогласи епидемија, вели Грков. Сообраќајната акцијска контрола на секторот за внатрешни работи во Штип покажа намалување на бројот на возачи кои зад волан седнуваат во алкохолизирана состојба, но за целосно искоренување на оваа опасност низ патиштата во градовите и надвор од нив, вакви контроли СВР ќе врши и понатаму. Редовни акцијски контроли на возачи кои опробуваат возилото дека се под дејство на алкохол викендов спроведе СВР Штип. Контрола е извршена на 294 возачи, на 125 им е направен алкотест, а кај 15 од евидентираните е потврдено присуство на алкохол. Покрај исклучување од сообраќај на дел од евидентираните им се одземени возачките дозволи и им се издадени налози за наплатена казна. 15 возачи се исклучени од сообраќај, а на 13 времено им се одземени возачките дозволи и на 16 возачи им се издадени мандатни платни налози за наплата на глоба. Апелираме и укажуваме на сите возачи на возила
дека и понатаму ќе продолжиме со зајакнати мерки и контроли за откривање и спречување на овој вид на прекршок. Статистички гледано, една од најчестите причини за сообраќајни несреќи со тешки последици по животот на луѓето е управување на возило под дејство на алкохол. За таа цел, секторот за внатрешни работи ШТИП и понатаму ќе врши контроли за да се намали бројот на возачи кои под дејство на алкохол седнуваат зад воланот и управуваат со моторно возило. Германскиот министер за сообраќај Александер Добринт ја повика канцеларката Ангела Меркел да се подготви за затворање на германските граници, за да се запре приливот на азиланти, воедно истакнувајќи дека Берлин ќе мора сам да дејствува ако не се постигне поширок европски договор за бегалците. Добринт истакна дека Германија веќе не може на светот да го покажува пријателското лице, фраза која ја употреби Меркел кога бегалците минатото лето почнаа во голем број да пристигнуваат во Германија. Тој за весникот Минхен Меркур изјави дека Германија мора сама да дејствува ако наскоро не се намали бројот на бегалци. Сите нам би ни советувал да се подготвиме за план Б, изјави Добринт. Холандските специјалци интервенираа во растурањето на демонстрациите во градот Хеск, каде локалното население протестираше против изградба на центар за прифаќање на баратели на азил. Масовниот протест започна во исто време со седницата на градскиот совет на Хеск, посветена на згрижување на бегалците. Во почетокот протестот се одвиваше мирно, но по известно време луѓето почнаа гласно да извикуваат пароли против изградбата на бегалскиот центар и да фрлаат петарди и јајца врз градата на градскиот совет. Откако припадниците за одржување на редот не успееја да ги смират, беше повикана специјалната единица која ги евакуираше членовите на градскиот совет. Општинските власти сакаат да изградат прифатен центар за околу 500 лица, но поголемиот дел од локалното население смета дека тоа е премногу за град со 12.000 жители. Земјотрес со интензитет од 5,7 степени денес го потресе Тајван. Сеизмолозите утврдија дека епицентарот бил на 23,8 км југоисточно од брегот на островот и на 20,4 км под морското дно, пренесува ТАС. Потресот најмногу бил почувствуван на територијата на село Дунхе во округот Тајдун. За сега нема податоци за настрадани или евентуална материјална штета. Репрезентациите на Србија и Грција ја сочинуваат првата полуфинална двојка на Европското првенство во ватерполо, кое се одржува во Белград. Грција во четвртфиналето беше подобра од Шпанија со 6:2, додека актуелниот европски шампион и домакин репрезентацијата на Србија убедливо со 15:5 ја победи Русија. Овие две селекции утре од 20 часот и 15 минути ќе се борат за место во финалето. Кои две селекции ќе играат во второто полуфинале ќе се знае вечерва, откако своите надпревари од четвртфиналето ќе ги одиграат Италија, Црна и Унгарија, Хрватска. Радосна вест за Македонија која ни овозможија македонските ракометари. Тие го завршија првиот дел од Европското првенство со победа благодарение на последниот гол на Манасков, со што продолжуваат во втората рунда на првенството. Со овие содржини го завршуваме ова второ издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.